Финишира музичко-патриотскиот карван Македонија во срцете носиме. 12 македонски изведувачи препеа исто толку родолюбиви песни, сите спакувани во ново руво од маестро Никол Чемицевски. А има единствена цел да им се продолжи векот на песните и да се испрати порака, особено до младите генерации, дека треба да го чуваме она што го имаме. Музичкиот аманет што ни го оставиле генерациите пред нас. Овие песни ја допираат душата, го растреперуваат срцето, предизвикуваат бура од убави емоции. Животот носи и тешки и убави моменти. Колку музиката помага овие тешките моменти да се надминат? Па, најмногу. И кога имате приватно тешки моменти, и професионално, и кога имате колективно тешки моменти, музиката е таа која што го дига духот на еден народ. Музиката и пеачите се оние кои што го обединуваат народот и најсилната порака се праќа преку музиката и песната. Со векови наназад нашиот народ своите приказни маки ги раскажувал низ песните. Ние како современици на едно ново, чудно, тешко време, како и да го наречам, изведувачи од ова време, почувствувавме должност дека таа порака треба да ја пратиме до народот. Што беше целта и мотивот да се почне и да се реализира овој проект? Па, дојде спонтано, како крик некој на она што народот постојано го кажува, постојано го чувствува, а ние само напред како некои сфрлени играчи ја пренесуваме таа порака. Сите ние што сме дел од овој голем проект како пеачи, посебно засебно пееме патриотски песни, негуваме таа музика, но вака здружено и обединето нашата порака и нашето делување е помоќно. Миле, над повеќе од 3 децении сте на естрадата и спеавте многу хитови, кои на вашите концерти ги пеете во еден глас, во едно грло со публиката. Какво е чувството сега низ градовите кога се искачувате на сцена и тргнува налеј налеј? Прво налеј имав чест да ми припадне мене да снимам и да ја отпеам. Сум многу благодарен на продукција Скендеровски што ме одбра и што ми ја доделија таа песна, пошто тоа беше некако природно. Приватно се знаеме, па така често пати сме си и пееле на нашите седенки и некако ми се залепи. Редовно сум си ја пеел и на моите настапи било каде и да одам, така да ја гледам реакцијата на луѓето. Ја сакаат песната и впрочем овој проект е и да ги вратиме песните онаму кај што им е местото. Младиот човек да ги научи ако не ги знае или ги чуло од тато, мама, баба, дедо, а сега во едно современо руво направени од Никол Чемицевски да ја пренесеме до пораката до младиот човек. Да го разбудиме она чувство да си ја сакаш својата земја. Да, и еве ќе се надоврзам на Миле, извини што ќе те прекинам. Ние во првите редови секогаш на концертите ги имаме најмладите. Тоа се деца од 7-8, верувајте, од 7-8, 9, 10 години кои што наизуст ги знаат песните. И пеат. Значи целта е постигната, меѓу другото. Нашиот фолклор е нашата лична карта. Значи ова помага, еве од ова што кажавте, да го доближиме фолклорот, старите подзаборавени, помалку експонирани песни до младите генерации. Така е. Па мислам дека ги успеваме во тоа. Мислам дека веќе младиот човек со овој караван на 8 концерти до сега се надевам нема да застанеме тука. Да. Од пролет здравје мислам дека ќе стартнеме со уште една барем уште. Па тоа го бара публиката. Самите градови веќе имаат желба и сакаат да не видат во нивните градови онаму кај што не сме биле нормално. И мислам дека овие песни ќе се обнародат како што и биле обнародени, но сега ќе се обнародат со овие нови генерации кои што нема да ги заборават и ќе продолжат да ги гајат и пеат и негуваат. Ова се песни, 12 песни, 12 прекрасни изведувачи. Ова се песни кои ја допираат душата, го растреперуваат срцето. Можете да бидете задоволни од
овие концерти низ градовите? Секако дека можеме да бидеме задоволни затоа што енергијата која што ја гледаме таму треба да се доживее. Ние често пати споделуваме и видеа и слики на социјалните мрежи, но таму е уште посилна емоцијата. Може би на почетокот не знаевме како тоа ќе изгледа, иако знаевме дека е тоа што го сака народот, но кога почнавме да излегуваме пред публиката и да ги одржуваме концертите, свативме колку ова било потребно. И јас често полни пати... плоштади, секаде се полни плоштадите, така да мисијата е завршена наша. Докажавме дека и со македонска музика, особено таа изворната, патриотската, родолюбната, може да се полнат плоштади низ Македонија и дека народот тоа го сака. На вистина тоа го сака, си ја сака својата песна. И тоа се денови, пак е подсетам, тоа е среда, тоа е недела ден, кој што е малку и специфичен. Специфичен, луѓето се Средни обрски до 5 до така 6 на работа, па док дојдат, но им благодариме на сите што дошли и не посетиле и не поддржале во ова што го правиме. Последниот, завршниот концерт е на 12 октомври во паркот пред салата Расадник, чинам. Кисела вода, да, во општина Кисела вода. Да, таму падна овој пат изборот да се случи скопскиот концерт, иако имаме планови за понатаму за во многу различни верзии ова да се изведува, но затоа потоа ги каниме сите наши граѓани на Скопје и околината, оние кои што можат да дојдат до Скопје, да бидат на 12 октомври пред салата Расадник во Кисела вода заедно со нас, да го доживеат она што ние го раскажуваме веќе 7 града, да го доживеат во главниот град, затоа што јас често пати велам дека звездите на вечерта не сме ние, туку е публиката. Тие се многу погласни од нас, тие пеат во еден глас и таа емоција е навистина посебна и без разлика на определба, без разлика на националност, ги каниме сите да ја славиме Македонија и да ја покажеме таа љубов према оваа земја. Посакувам на 12 октомври да ечи од Скопје убавата македонска патриотска песна. Ви посакувам успех, но да завршиме во духот на празникот, ќе замолам со песна, Миле, ако може малку од... Ајде малку ќе пробам, мада ајде вака од рано наутро. Утрински не сме научени. Добро. Налеј, 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 ме јанџике налеј, 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 од руиното вино, налеј, 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 за Македонија.